Почитувани, добре дојдовте на ноќта на Версополис, втората вечер од Струшките вечери на поезијата 2021, каде во храмот на поезијата сме собрани под сводот од возвишени стихови. Esteemed guests, welcome to the Versopolis Night, the second evening of the Struga Poetry Evenings 2021, where in the Temple of Poetry we have been gathered beneath a firmament of exalted verses. Версополис е европски поетски проект на реномирани книжевни фестивали, која изложува, поврзува и приближува најдобрата поезија кон различна публика и преку соработка и взаемно збогатување додава вредност и одржлива визија кон првичната европска идеја. Поезијата е високо индивидуализиран израз на човековиот дух, која велича разноликоста и оригиналноста, создава мост помеѓу поединците и заедниците. Европската идеја, која се темели на почитувањето на индивидуалноста и истовремено се стреми кон квалитетен соживот на сите поединци, треба да ја препознае во поезијата, метафората и збирот на сите неизини напори. Одлични млади поети пишуваат песни на секој јазик, но честопати се непознати надвор од границите на јазикот на кој пишуваат. Целта на Версополис е да го смени ова, создавајќи уникатна платформа ширум Европа, која им дава можност на новите европски поети да станат меѓународни поетски звезди. Versopolis is a Europe-wide poetry project of renowned literary festivals, exposing, connecting, and bringing the finest poetry closer to audiences, and through collaboration and mutual enrichment, adding value and a sustainable vision of the initial European idea. Poetry is a highly individualized expression of the human spirit that glorifies diversity and originality. It creates a bridge between individuals and communities. The European idea that is based on respect of individuality and at the same time strives for a quality coexistence of all individuals should recognize in poetry a metaphor and some of its efforts. Excellent young poets write poems in every language, but are often unknown beyond the boundaries of the language they write in. The aim of Versopolis is to change this, creating a unique, Europe-wide platform that gives emerging European poets the chance to become international poetry stars. Вечерва ќе представиме 4 поети. Тројца од нив се физички присутни во Струга, а четвртиот од нив ни испрати свое видео обраќање и поезија која ќе не сближи на повисоко ниво. Во продолжение, ќе ги слушнеме стиховите на почитуваните Грета Амбразаите, Макс Чолек, Сандра Хубингер и Глоријана Вебер. Tonight we will present 4 poets, 3 of which are present here with us, while the fourth has sent us her video reading and poetry, which will bring us closer at a higher level. We will now hear the verses of the esteemed Greta Ambrazaite, Max Čolek, Sandra Hubinger, and Gloriana Weber. Грета Амбразаите, родена во Вилнус 1993 година, е литванска поетеса, преведувачка и уредничка на книги. Се стекнува со магистратура по книжевна антропологија и култура на Универзитетот во Вилнус. Нејзината прва поетска збирка Кршливи нешта беше објавена во 2018 година. Оваа книга е добитник на наградата Млад Јотвингјан за најдобра поетска збирка на млад поет, објавена во 2 години. Оваа книга исто така беше избрана на листата на 5 најдобри книги поезија за 2018 година во Литванија и најавена како поетска книга на годината. Во 2019 година поетесата ја доби наградата Млад уметник, која ја доделува Литванското министерство за култура. Поезијата на Грета Амбразаите е преведена на англиски, латвиски, естонски, полски, германски, шпански, руски, грчки и кинески јазик. Исто така,
Освен пишувањето поезија, Грета создава музика. Нејзиниот музички албум во лоу-фај стил Глувче од крв беше објавен со сценското име Ког Левал во 2019 година. Нејзината втора збирка поезија со наслов Адела ќе биде објавена во 2022 година. Greta Ambrazaite, born 1993 in Vilnius, is a Lithuanian poetess, translator, and book editor. She obtained a master's degree in literary anthropology and culture at Vilnius University. Her first poetry book, Fragile Things, Trapus Daiktai, was published in 2018. This book was awarded the Young Yotvinian Prize as a Best Young Poets Book, published in 2 years. This book was also shortlisted in the top 5 list of the best poetry books of 2018 in Lithuania and announced as the Poetry Book of the Year. In 2019, the poet was awarded the Young Artists Prize by the Lithuanian Ministry of Culture. Greta Ambrazaite's poetry has been translated into English, Latvian, Estonian, Polish, German, Spanish, Russian, Greek, and Chinese. In addition to writing poems, Greta makes music as well. Her lo-fi music album, Blood Mouse, Kraujo Pelytė, was released under the stage name of Kog Leval in 2019. Her second poetry book, Adela, will be published in 2022. Medžiai kyla į viršų. Prabėga maža kraujo pelytė. Prieš pradėdama kalbėti užsimerkiu. Taip norisi būti arčiau. Kaip didukas mus sieja. Kaip smulku, kas mus skiria. Neįkalink manęs kalbose. Už jų geležinis lūpų raudonis. Žiūrėk, medžiai pinasi dangų, delnan atsitrenkia lapo segtukas, prabėga maža kraujo pelytė, norėdama būti arčiau. Neįkalink manęs kalbose. Nežinau, kas man davė daugiau. Į dangų kylantys medžiai ar kraujas prieš ryto arbatą. Kaip smulku, kas mus skiria. Tik keletas aukštų. Tu ant stogo, o aš vonioje, pasislėpusi kraujo pelytė. Žiūrėk, medžiai lipa ir lipa, kaip didukas mus sieja. Geležinis lūpų raudonis, vienas liftas visoms skausmo proveržoms. Глувче од крв. Погледни како вишнеат дрвјата. Претрчува едно глувче од крв. Очиве ги затворам пред да прозборам. Многу сакам да сум поблиску. Колку е величенствено она што не обединува. Колку е ништожно она што не разединува. Во празни разговори не затворајме. Зад нив се протега механичкото црвенило на усните. Погледни. Дрвјата се извиваат кон небото. Една школа како лист ми паѓа во дланкава. Претрчува едно глувче од крв. Сака да е поблиску. Во празни разговори не затворајме. Не знам кој ми дал повеќе. Дали дрвјата кои вишнеат кон небото или крвта пред утринскиот чај. Колку е ништожно она што не разединува. Одве неколку ката. Ти си на кровот, јас сум во бањата, а глувчето од крв во скривалиштето. Погледни. Дрвјата растат ли растат. Колку е величенствено она што не обединува. Механичкото црвенило на усните.
Постои само еден лифт за сите бразди на болката. Kai mes sėdėjom balkone ir klausėmės Pink Floydų Gyvulių, buvo pati metų laikų kraujomaiša, šlamantis lapkritis, rudens iškamša. Aš nežinojau, kad avis reiškia meilę, kad kaip naminis šuo desperatiškai bijai likti vienas, svajoti tol, kol užsimirši. Tuo metu tik tai troško medžioti savanoj, išsišiepę nasrus, urgsti savo ketinimus, urzgiam, juodai išsekom. Pradėjom kovoti prieš nuosavo kūno ir viso pasaulio santvarką, kol išsirišom pasižadėję, kad peržengsim visas sąlygas ir mūsų nepritapimas ištirps žvilgsnio traiškanų, kurios krinta iš giedro dangaus spindesy, kad jie susirinksim ir užkasim sode, kaip savo mieliausią sekretą. Sode liks visi gyvuliai, o mes būsim iš jo išvaryti. Jaučiu, kaip gydo tikrovė. Jaučiu, jau beveik užsitraukė tamsus, rudeninis vanduo. Праисконска сила. Седевме на балконот. Го слушавме Animals од Pink Floyd. Беше време за сезонско родосквернавање, за ноемвриското шушкање на една препарирана есен, кога научив дека овците символизираат љубов и дека како припитомено куче ти си смртно исплашен дека ќе останеш сам и ќе сонуваш дури не се заборавиш самиот. На времето ние само сакавме да ловиме во саваната. Расчкрипените челусти ни ржеа на мерата. Па ржевме, се цедевме до последна капка и започнавме борба против структурата на нашите тела и светот. Дури не прочистиме се. Се заколнавме дека ќе ги заобиколиме потребните прописи и нашата несоодветност ќе се стопи во очниот секрет, кој врне од ведри неба во изобилие, кој ќе го собереме и закопаме како нашите возлюбени детски играчки. Градината ќе ги огради животните, а нас ќе не прогонат. Чувствувам како реалноста лекува. Чувствувам како темните есенски води скоро замрзнаа со мраз. Mano galva per didelė jūsų durims. Mano galva tik begalinis bandymas rasti namus. Dėl virtuvinės šilumos dabar galėčiau viską atiduoti. Nereikia visko. Reiktų tik kai ką išmesti. Mano galva per didelė jūsų durims. Mano galva ant durų kilimėlio vis taip pat vienodai baigėsi. Mano galva sunkus fortepijonas, kuriuo jūs netyčia užgrojate praeidami ir paliekate atvirą dangtį. Големо пијано. Мојава глава е преголема за твоиве врати. Мојава глава е еден бескраен обид да си го пронедам домот. Се би дала за да почувствувам куинска топлина. А не ми треба се. Ми треба само да исфрлам некои предмети. Мојава глава е преголема за твоиве врати. Мојава глава е врз чергичето. И ова секогаш завршува исто. Мојава глава е тешко и големо пијано, на кое ти посвирнуваш на поминување, на кое капакот не го спушташ.
Макс Чолек живее во Берлин. Дипломирал политички науки на Слободниот универзитет во Берлин во 2012-та, а се стекнал со докторат во Центарот за истражување антисемитизам на Техничкиот универзитет во Берлин во 2016 година. Тој е основач на берлинскиот поетски колектив Г13 и на списанието Јалта, позиции за еврејската сегашност. Во 2016 година тој бил организатор на настанот Дезинтеграција, Конгрес за современи еврејски позиции во театарот Максим Горки, Берлин. Следниот настан, Денови на радикална еврејска култура, се одржал во ноември 2017-та. На настанот било вклучено прикажувањето на неговата прва драма, Селанец со секира, во режија на Сапир Хелер. Од 2013 година, Макс Чолек е германскиот куратор за проектот Вавилонски говор, кој има за цел да воспостави меѓународна мрежа за млади поети кои говорат германски јазик и организира настани во Украина, Холандија, Словачка, Словенија, Швајцарија, Австрија, Италија и Лихтенштајн. Тој бил поканет на бројни меѓународни фестивали, а поминал 3 месеци во Културна академија Тарабија во 2018 година. Тој е коуредник на антологијата Песни од сега 3 Вавилонски говор, Валестајн Верлаг 2015 и каталогот Дезинтеграција, Конгрес на современи еврејски позиции, Кербер Верлаг 2017. Неговите книги со стручна литература ги издава Карл Хансер Верлаг, Минхен. Неговите поетски збирки Комора под притисок 2012 и Јубилејни години 2015, како и електронската книга Ахасвер 2016 се објавени од страна на Верлагхаус Берлин. Max Čolek lives in Berlin. He graduated in political science from the Free University Berlin in 2012 and went on to complete his PhD at the Center for Research on Anti-Semitism at the Technical University Berlin in 2016. He is a founding member of the Berlin Poetry Collective G13 and of the magazine Yalta Positions of the Jewish Present. In 2016, he organized the event Disintegration, a Congress of Contemporary Jewish Positions, at Maxim Gorky Theater, Berlin. The follow-up, Days of Radical Jewish Culture, took place in November 2017. It included the staging of his first play, Selan with the Axe, directed by Sapir Heller. Since 2013, Max Čolek has been the German curator for the project Babel Speech, aiming to establish a cross-national network among young German-speaking poets, organizing and attending events in Ukraine, the Netherlands, Slovakia, Slovenia, Switzerland, Austria, Italy, and Liechtenstein. He has been invited to various international festivals and spent 3 months at the Cultural Academy Tarabia in 2018. He co-edited the anthology Poetry from Now 3, Babel Speech, Volstein Verlag, 2015, and the catalog Disintegration, a Congress of Contemporary Jewish Positions, Kerber Verlag, 2017. His non-fiction books are published by Karl Hanser Verlag, Munich. His poetry collections, Pressure Chamber, 2012, and Jubilee Years, 2015, as well as the e-book Ahasver, are published by the Verlaghaus Berlin. Please welcome Max Čolek. Thank you, Martin, for the introduction. My pleasure.
Yeah, great to be here. I'm going to read from the book that wasn't mentioned, Grenzwerte, which was published in 2019. And the first poem goes like this. Dies ist kein konfessionelles Gedicht wie immer, wenn jemand seine Kamera auf mich richtet, muss ich lachen. Wie wenn andere klatschen, klatsche ich auch. Wie ich baue einen Unterstand aus Decken und sage, hier sind wir sicher. Wie ich habe keine Lust mehr, immer wenn ich dich Jiddisch sprechen höre, eine Kerze anzuzünden. Wie manchmal hoffe ich, du durchschaust meine einfachen Lügen. Wie mein Herz ist eine Synagoge, wird Tag und Nacht bewacht, trotzdem brennt es ab. Wie ein Gedicht, das sagt, bitte gehen Sie weiter. Es gibt hier nichts für Sie zu sehen. Ова не е исповедна песна. Како секогаш кога некој ќе ја впери камерата во мене, морам да се насмеам. Како кога ракоплескаат други, ракоплескам и јас. Како кога градам за солниште од ќебиња и велам, тука сме сигурни. Како кога немам веќе желба, штом те слушнам да зборуваш еврејски да запалам свеќа. Како кога некогаш се надевам дека ќе ги прозреш моите едноставни лаги. Како кога моето срце е синагога, чувано дење и ноќе, а сепак ќе изгори. Како песна која вели, ве молиме, продолжете, тука нема што да се види. Daniel im Feuerofen. In Jerusalem teilen wir uns das Bett mit 2 Salamandern, die bei Tag die erschöpften Laken bewohnen. Wir nicken vor einem Stück Mauer, wir schleppen das Kreuz durch die Stadt. Derzeit fühlt sich Arbeiten an, als würde ich Eimer mit Wasser füllen und zum Mittelmeer tragen. Ein geflügeltes Maultier mit Menschengesicht führt mich heim am Abend. Schon wieder ist der älteste Mensch der Welt gestorben, es hört einfach nicht auf. Noch ein Jahrhundert wie dieses und wir werden allein sein auf der Welt. Даниел во печка. Во Ерусалим си го делиме креветот со 2 саламандери, кои преку ден живеат во исцрпените чаршафи. Се нишаме пред парче зид, го влечкаме крстот низ градот. Работата сега ми се чини како да полнам кофи со вода и да ги носам до Средоземно море. Крилесто муле со човечки лик ме поведува вечерта дома. И повторно умрел најстариот човек на светот. Едноставно нема крај. Уште еден век како овој и ќе бидеме сами на светот. Inglorious Poets. Wer ist dieser Typ, der nicht geheilt werden will? Der Blumenläden tauft auf traurige Täter. Der Sträuße weißer Lilien anplackt in Amsterdam. Der so hungrig ist, der beißt ohne Grund. Dessen erste Regel heißt nie wieder, die zweite immer. Der sagt, wenn ihr dieses Spiel spielen wollt, dann spielen wir dieses Spiel. Der Handy-Displays sieht, wie Lichtsäulen beim Parteitag. Der ein Grabmal errichtet für gefallene Flocken. Der euch alle schon einmal im letzten Leben besiegt hat. Der sagt, weiter geht's. Ich habe endlos Munition. Неславни поети. Кој е овој тип што не сака да биде излечен? Кој крштева цвеќарници според тажни престапници, букети бели лилии, исклучен во Амстердам? Кој е толку гладен што гризе без причина, чие прво правило гласи никогаш повеќе, а второто секогаш. Ќе ја играме, кој вели ако сакате да ја играме оваа игра, ќе ја играме оваа игра.
кој гледа екрани на мобилни како светлосни паноа на партиски конгрес, кој прави гробница за паднатите снегулки, кој сите ве победил уште во минатиот живот, кој вели продолжувам, имам бесконечна муниција. Thank you. Thank you, Max. Сандра Хубингер е родена во Горна Австрија, каде што и пораснала. Студирала германска филологија и историја на Универзитетот во Салцбург и уметност на јазиците на Универзитетот за применета уметност во Виена. Од 2013 година таа пишува песни, кратки раскази и драми. Нејзините дела се објавени во книжевни списанија и антологии, например Годишник на поезија. Таа е добитник на третата награда за поезија Фелкхирхер во 2013 година и стипендијата Х.Ц. Артман, која ја доделува градот Салцбург и Литература Хаус Салцбург во 2080 година. Учесничка е на книжевни фестивали, Меѓународниот фестивал на културата и виното Кремс, Долна Австрија во 2018 година, Поези фестивал Берлин во 2018 година. Нејзините песни се преведени на англиски, италијански и француски јазик. Живее во Виена од 2004 година. Објавени дела Некаква тежина и Ветар в грб. Песни, издание на Art Science 2016 година. Ние одиме. Песни, издание на Кейпер 2019 година. Sandra Hubinger was born and raised in Upper Austria. She studied German philology and history at the University of Salzburg and art of language at the University of Applied Arts in Vienna. Since 2013, she writes poems, short prose, and drama. Her works are published in literary magazines and anthologies. Yearbook of Poetry. She was awarded third prize at the Feldkircher Poetry Awards 2013 and the H.C. Artman Scholarship granted by the city of Salzburg and the Literaturhaus Salzburg 2018. She participated in literary festivals, Internationales Kulturenfestival Literatur and Wien, Krems, Lower Austria. Her poems were translated into English, Italian, and French. She lives in Vienna since 2004. Publications: Kaum Gewicht und Rückenwild. Gedichte, edition at Science, 2016. Wir gehen. Gedichte, edition Kepler 2019. We invite Sandra Hubinger to the stage. Im Grasmittelstreifen zog sich eine Spur aus Eicheln, als hätte sie jemand gelegt für jemand anderen zum Einsammeln. Wir ließen sie liegen, versuchten nicht draufzutreten. Baumsamen landeten nach ihrem Propellerflug in unseren Kapuzen. Wir ließen sie liegen, versuchten ihren Flugradius zu erweitern durch unser Schreiten über die Felder. Aufgereiht am Feldrand eine Gruppe Rehe. Ihre Köpfe gedreht in unsere Richtung, standen sie still, unterbrochen ihr Äsen, ließen sie uns ziehen durch ihre Felder.
Во средната лента на тревата се протегаше трага од жерави, како некој да ги положил таму, за некој друг да ги собере. Ги оставивме наземи, обидувајќи се да не ги згазиме. Семења од дрвијата слетуваа по својот пропелерски лет. Во нашите капи ги оставивме таму, се обидовме да им го прошириме радиусот на летање чекорејки низ полињата, наредени на работ од полето. Група срни, со главите свртени, во наша насока стоеа мирно. Прекинаа да пасат и ни дозволија да минеме низ нивните полиња. Angeknabbert waren die Triebe von halbzahmen Tieren. Wir folgten ihrer Bissspur von Baum zu Baum, schabten von den Zweigen erst die äußere Rinde und rollten die innere vorsichtig zusammen. Den anderen Bäumen nahmen wir die lila Steinfrucht, trugen ihren Geruch auf Händen, ihre Farbe unter unseren Fingernägeln. Nach tagelangem Einweichen ließ sich das unreif gepflückte schälen, gab eine Bitterkeit frei, die wir nicht bei uns behielten. Нагризени беа фиданките од полупитоми животни. Го следевме нивниот одгриз од дрво до дрво. Ја истругавме од гранките, први на дворешната кора, а внатрешната ја свиткавме предпазливо. На другите дрвја им го зедовме лилавиот јаткаст плод, го носевме неговиот мирис на рацете, неговата боја под нашите ногти, по повеќедневно омекнување, незрело набраното дозволи да биде излупено, ослободи горчина, која не ја задржавме за нас. Die Umzimmerung verlassen, gelöst aus Schalen unser Weichstes nach außen. Mit dünner Haut nur gingen wir am Fluss, dessen Lauf richtete uns die Augen, den Herzschlag. Wellenschläge vom Frachtendampfer erreichten uns mit der Verzögerung einer unausgesprochenen Nachricht, die dennoch überging, die Knöchel nässte. Das Zurückweichen vor zu großen Wellen, die dicht am Ufer Kiesel dunkler färbten, und Ungefestigte wurden mitgeschwommen im Fluss, der nach Norden trat. Das war uns wie bergauf zu schwimmen. Im Algenstrom hielten wir an, kratzten Schlammspritzer von den Wangen, vom Fluss immerfort überholt, übergangen. Ослободено од дрвенаријата, олабавено од кората, нашето најмеко кон надвор со тенка кожа. Само тргнавме покрај реката, чиј тек им даде насока на очите. Срцебиењето, удари на брановиот товарен параброд не достигнаа со задоцнувањето на една неизговорена порака, која сепак премина, ги наводени глуждовите, повлекување од преголемите бранови, кои на работ на брегот го боја чакал од потемно и ги земаа со себе неприцврстените. Во реката која водеше кон север, не изгледаше тоа како пливање нагоре во струја од алги. Запревме, ги гребевме дамките кал од образите, а реката постојано не претекнуваше, не преплавуваше. Глоријана Вебер, 1981.
Е поетеса, интерпретаторка и духовна истражувачка, која дипломирала политички науки и докторирала книжевни студии на тема поезијата, елемент на општествените промени. Има добиено неколку домашни и меѓународни награди и нејзината поезија е преведена на приближно 30 јазици. Во рамки на својот институт ИРИУ развила повеќе од 1000 иновативно експериментални проекти со поезија во Словенија и странство. Авторка е на повеќе поетски збирки, кои се објавени дома и во странство. Меѓу нив е и книгата за 500 акашки мисли за животот на Модроко Акаша. Gloriana Weber, 1981, is a poet, performer, and spiritual researcher who holds a degree in political science and PhD in literary studies on the topic poetry, an element of social change. She has received several national and international poetry awards, and her poetry is translated into about 30 languages. Within her institute, IRIU, she developed more than 1,000 innovative experimental projects with poetry in Slovenia and abroad. She is the author of several poetry books in Slovenia and abroad, and also a book of 500 Akasha wisdom quotes. We invite Gloriana Weber to the stage. Volitve. Volila bi poeta, odšla bi k njemu in mu dala glas. Volila bi ga s tišino, belo, tako tiho, pozabljeno in samo. Kot so preslišane besede vseh poetov, delavcev in proletarcev. Njihov beg iz ust, ki ne zmorejo izplačati jezika. Zato, če me čutiš, kako ti služim, prosim, volijo okrušenega, mrkega, grdega poeta, zdrobljenega od dela, posipanega na papir. Njegovo bilko na izsušeni trati. Plačajmo mu volitve, ne s katerim kolim denarjem, ampak s poezijo. Posrednik pravi, da bo zlatu zrasla vrednost. Poglej, poete. Za kandidata jezika bi vsi dali svoja posojila, dolg, besedo, ki jo odplačujejo lepoti. Njej, ki sedi na robu, mehko in zaskrbljeno ga tolaži. Ona, ki jo nosi neizvoljeni poet, brez besed ve, da stojiva na isti strani knjige, on, ki piše in jaz, ki berem, in med nama ni migrantske meje, kemičnega sredstva, stranke, valute, plastičnih zamaškov. In ker to ni dovolj, je med nama tisto, kar je manj kot molk, golota, limona ali cilj. Ne. Midva sva kot voda, ki naplavi knjigo, da iz nje odtečejo stroji, cevke, avtomati, udobje, nafta, kontinenti in naposled še jezik zdrsne onkraj temne mase. Tja, kjer je celota še brez vonja, ritma
in oblike. Še verjameš, da bi našla tam norost poeta in jo objela na krajše kot sodi spomin, veselje ali dežavi. Za tako kratko, da bi mi vzelo še poeta, da ne bi pobegnil z mano in bi ga zapustila v domišljiji. Ker samo tam bi lahko bil izvoljen kandidat z doktoratom, a brez službe, beščeč obesek, spektakel iz škatle. Človek, ki nadomešča človeka, sorodnika, krajana, kot vsi tujci čez žice kupljenega neba, jaz in ti, kot on sam sebi, zvest pripadnik, on, ki ne zmore z mano iz domišljije. Samo njemu bi povedala, da se na tipkovnici zataknejo mravlja, arterija, ideal, umazanija. Ali da na obrazcu iz urada zasmrdi gnev delavkinega dneva, podnjenega, brezposelnega moža. Vonj njene roke. Dotaknila se je igrače, nebo je prinesla iz trgovine, nekatere kolje, ampak avtomobilčka s pogledom njunega otroka. Dan pred tem samo njemu, živalskemu poetu, brez zvest in mišic, bi zaupala, da sem dobila stanovanja preko vez, nič davka, aritmetike, mašil ali birokracije. Zgolj starši v pritličju hiše. On bi odobril atomsko bombo, ker je čas brez bližnjic, aparatov, betic, služabnikov in briljantin tako prekleto dolg, da izbrišeš vse dogodke, ki bi se morali zgoditi, da bi bilo pol leta kot en mesec brez plačila. Življenje banalnega, praznega planeta, s prevaranti, tekuni, umazanci, naivneži, birokrati, tihotapci, z dresiranimi sloni, logičnimi izračuni, kot privid ali zgolj cinična pesem dneva, pokrita z ledom, in njen vrh, bosa želja v gozdu smreke, kot zapuščene hiše polžev. Posušena slina, ki ostane brez pohlepa, ker tako pač mora biti v tem izsesanem svetu, brez hiš, cest, polja, brez dogodka, kot prostor, ki ga bo nekoč pobralo življenje, da na dnu ostane sled, ne v mojo, ampak v tvojo domišljijo, tebe, ki te bom volila, ker ne morem sebe, lahko pa za naju nosim pesem. Би гласала за поетот. Би отишла кај него и би му дала глас. Би гласала со тишина, бело, толку тивко, заборавено и осамено, колку премолчените зборови на сите поети, работници и пролетери, нивното бегство од устите кое
не може да се плати со јазикот. Затоа, ако чувствуваш како ти служам, те молам, гласај за распаднатиот, смуртен, грд поет, здробен од работа, попрскан на хартијата, неговата билка на исушениот тревник. Ајде да му платиме за изборите, не со некакви пари, туку со поезија. Агентот вели дека вредноста на златото ќе порасне. Погледни ги поетите. За кандидатот на јазикот сите би го дале својот заем, долг, збор, што ја отплатува со убавина, неа, која седи на работ, меко и загрижено го теши, таа која носи неизбраниот поет. Без зборови знае дека стоиме на иста страница од книгата. Тој, кој пишува, и јас, кој читам. И меѓу нас нема граница на мигранти, хемиски средства, клиенти, валути, пластични завртки. И бидејќи тоа не е доволно, меѓу нас постои тоа што е помалку од молк, голотија, лимон или цел. Не, ние двајца сме како вода, кои ја потопуваат книгата со вода. Дека од неа истекуваат машини, цевки, автомати, комфор, нафта, континенти. И на крајот јазикот се уште се лизга подалеку од темната материја, таму каде што целината е уште без мирис, ритам и облик. Уште веруваш дека таму би го нашла лудилото на поетот. И го прегрнувам. Пократко од здивот, споменот, радоста или дежаву. Толку пократко што и поетот би ми бил одземен, за да не избега со мене и да не го оставам во имагинацијата, бидејќи само таму би можел да биде избран кандидат со докторат и без работа, блескав привезок, спектакл од кутија, човек кој надоместува човек, роднина, сожител. Како сите странци преку жиците на купеното небо. Јас и ти како него, сам себе си верен следбеник, кој не може со мене да излезе од фантазијата. Само нему би му раскажала дека на тастатурата се заглавуваат мравка, артерија, идеал, нечистотија, или дека на образецот од уредот смрди на гнев од работничкиот ден, потта на незиниот невработен сопруг, мирисот на незината рака. Ја допре играчката, нема да ја донесе од продавница, не било која, туку автомобилчето со цена го погледнува нивното дете ден предходно. Само нему, животинскиот поет, без звезди и мускули, би верувала дека добив стан преку врски, без данок, аритметика, полнило или бирократија, само родителите се на приземјето од куќата. Тој би ја одобрил атомската бомба, бидејќи е време без кратенки, апарати, бонуси, службеници и брилијантин, без родендени, празници, посети, возења и чоколада. Е толку проклето долго. Да ги избереш настаните што би морале да се случат, за да помине половина година. Како еден месец без плата, живот на празна, банална планета, со измамници, тајкуни, валкани луѓе, бирократи, криумчари, со дресирани слонови, логични сметки, како привид. Или е само цинична песна на денот, покриена со мраз и нејзиниот врв, боса желба во шумата со смреки како напуштени куќи од полжави и сушена плунка, која е оставена без алчност, бидејќи така треба да биде. Во овој ишмукан свет, без куќи, врати
улици, полиња, без настани, како простор кој животот некогаш ќе го собере од подот за да остави трага на дното. Не во мојата, туку во твојата имагинација. Тебе, кој ќе те гласам, бидејќи не можам да се гласам себе, но можам да ја носам песната за нас двајца. Zgodovina. Travniki so vstali. Zjutraj so pobrali svoja telesa in odšli. V potovalke so zaprli regratovo lučko in njen veter. Odšli so tako, da so vzeli tudi spomin nase. Zjutraj nihče ni iskal trave. Pobočja so bila gola, zemljo je odnašalo. Nihče ni vedel, bilo je običajno jutro. Deklica je odprla slikanico. Kmet je zoral brazdo. Stekla sem čez polje. Nihče nam ni povedal, dokler ni nekega dne pomotoma zrasla bilka. In naenkrat so bili vsi travniki tam že od nekdaj. Историја. Тревниците стана наутро, ги покренаа своите тела и заминаа. Во патните торби го затворија фенерот од глуварче и неговиот ветер. Заминаа, земајќи го и споменот за себе. Наутро никој не ја бараше тревата, падините беа голи, земјата се одронуваше. Никој не знаеше дека е обично утро. Девојче отвори сликовница со селанец што ја ора браздата. Истрчав низ полето. Никој не ни го кажа тоа. Додека еден ден случајно не порасна билка. И одеднаш сите ливади веќе беа таму од памтивек. V bližini Boga. V mrliško vežico na žalah pripeljejo Boga, točno ob 4. Se tudi duhovnik obesi in je vse posod zemlja. Nikogar, da jo pokoplje. In njuni telesi prekrijejo hrošči. Nikogar, da jo spove. Kako mrliško vežico pripeljati Boga, Stephen Hawking? Točno takrat, ko zapišeš Bog ne obstaja. Steven, ob 4 sem izračunala, da na eni strani knjige 3000 črk, v knjigi s 1000 stranmi 3 milijone črk, da smo do danes izdali 150 milijonov knjig, kar je približno 500 milijonov črk, in da ima vesolje 150 bilijonov več zvezd, kot je vseh črk, vseh zvezd v knjigah. Steven, kako lahko kdorkoli v kalkulator ujame Boga in se vpljiva pozabi na Chopinovo balado v F-molu in brez groze pretvarja odstotke življenja, odstotke smrti? Gospod Hawking, ko sem bila majhna, sem na pokopališče nosila
criar kouček, z rokavčki in brisačo. Asociacijo besed z idealno težo. Ne vem, Gospod, kako je umreti do konca. Ako na moj plašč v mrliški vežici prileti hrošč, se mi zdi, da Bog ni tako trapast, da bi se dokazal. Во близина на Бога. Во мртовечницата, во жале го носат Бог. Точно во 4 се обеси и свештеникот и насекаде има земја, никој не ги слушна нивните исповеди и нивните тела ги покриваат со бубачки. Никој не ги закопа како да се донесе Бог во мртовечницата. Стивен Хокинг. Точно тогаш кога ќе запишеш Бог не постои. Стивен е во 4, пресметав дека од едната страна од книгата има 3000 букви, во книгата со 1000 страници има 3 милиони букви, дека до денес сме објавиле 150 милиони книги, што е приближно 500 билиони букви, и дека Вселената има 150 билиони звезди повеќе како што ги имаме сите букви во книгите. Стивен? Како некој може да го фати Бог во калкулатор и доверливо да ја заборави баладата на Шопен во Ф мол и без страв процентот на животот го претвора во процент на смрт? Господине Хокинг, кога бев мала, на гробишта го носев кафеавиот куфер со ракавици и пешкир, асоциација од зборови со идеална тежина. Не знам, Господине, како е да се умре до крај. Но кога на мојот капут во мртовечницата ќе слета бубачка, ми се чини дека Бог не е толку глупав за да се докажува. Thank you very much. Почитувани, ви благодариме што бевте дел и од оваа поетска ноќ. По кратката пауза се почнува ноќ без интерпункција. Esteemed guests, we thank you for being part of this poetic night. After a short break, the poetry reading Nights Without Punctuation will begin. Thank you.